колегите незаинтересирани се за ова многу важно прашање, а гледам ни министерката за образование Весна Јаневска исто така не е тука, па го пуштила својот колега да ни образложи зошто е оправдано носењето на овој закон. Зошто не е тука министерката за образование? Па веројатно затоа што таа длабоко и лично не се согласува со ова, впрочем како и секој нормален образован граѓанин кој што е свесен за придобивките на секуларизмот во едно републиканско уредување. Имено колегите од ВМРО ДПМН не се тука заради тоа што не сакаат да признаат и да слушнат дека овој закон уствари е првпат, не се тука, голем дел од нив, дека ова уствари е онаа фамозна одлука на претходната техничка влада предводена од Талат Џафери, каде што едно верско училиште со одлука сакаше да го направи приватно верско училиште, да му даде таков статут, но потоа Уставниот суд донесе спротивна одлука, каде што ја укина оваа одлука на тогаш техничкиот премиер Талат Џафери и сега, веројатно, премиерот Христијан Мицковски и владата предводена од Мицковски сака да му даде аргументи на Уставниот суд уште еднаш ваквото решение, ваква одлука да не може да донесе и тоа законски да го регулира, но мислам дека Уставниот суд ќе треба да се држи до претходната одлука, каде што вели дека именно дека таа одлука на техничкиот министер Талат Џафери беше неуставна поради амандманот 7 во Уставот, кој што вели дека верските организации не можат да имаат средни училишта кои што ќе бидат изедначени, затоа што во средните училишта не се пропагира верска и религиозна пропаганда, односно според Уставниот суд, одлуката не била во согласност со Законот за средно образование, кој исто така забранува верско пропагирање на верски символи и истакнување на верски символи во средните училишта. Мислам дека повторно оваа одлука и овој закон би требало да падне уште еднаш на Уставен суд токму поради ова. Не знам ја дали планираат да го менуваат и Законот за средно образование, кој што изричито нели забранува тоа. Како ова ќе го толкуваат, ќе оставиме да видиме. Но има една друга работа за која што сакам да зборувам, а тоа не е оваа формално правна, како да кажам, дилема дека дали сега ние даваме права на сите ученици кои што учат и теологија, па да можат да имаат исти права со другите ученици. Тоа не е така, затоа што проблемот е многу поширок во ваков контекст, каде што световното образование, значи критичкото ниво на тоа образование, квалитетот на тоа световно образование, вие за никаде и по сите параметри, и тоа вие и самите го признавате, и затоа кажавте дека ќе имате реформи, дека за една година не може да се постигне многу. И сега вие наеднаш го заборавате тоа, сакате теолошкото образование да го изедначите со световното, каде што вие уште световното ниту инфраструктурно, ниту капацитетно не сте го средиле, па ниту програмски не сте го доведиле до едно задоволително солидно ниво. Вие наеднаш се зафативте со реформа во образованието, која што значи дозвола на верските заедници да формираат средни училишта, чии кадри ќе можат да бидат изедначени со училиштата, со државните училишта. Најверојатно, според овој закон, они ќе примаат и државно финансирање, што исто така е уште еден дел нарушување на секуларниот поредок. Исто така, двете генерално на кои што сега се пропагатори на ова законско решение, двете најголеми верски заедници
во нашата држава, тоа се исламската заедница и Македонската православна црква. Не само што имаат преголема моќ, каде што со процесот на денационализација ги добија многу од имотите на поврат, туку едноставно и низ годиниве гледаме дека они ја попречуваат верската слобода, правејќи монопол на религискиот живот во суштина. Ние имаме пресуди во Европскиот суд токму против ваквите активности во Република Македонија. Од тога со ова не се унапредува слободата на религијата, напротив, се дава уште повеќе моќ на овие две верски институции кои го држат религиозниот монопол кај нас, за жал. Се врши легитимација на верските училишта како дел од државен систем, значи практично верската догма се изедначува со она што би била научна и критичко образование. Мислам дека во иднина ова ќе создаде еден контекст каде што дури ние и сега имаме проблем со верските поделби, но ова ќе направи уште поголема поделба каде што едни ќе си изучуваат своји догми и тоа државата ќе го признава, исто и другата страна ќе се изучува само своји догми. Особено сакам да нагласам дека што во овој закон дури нема и јасна, предвидена и строга контрола од страна, например, на Министерството за образование, односно Бирото за развој на образованието. Туку програмите веројатно ќе си продолжат како и до сега, формирани во верските институции, каде што едноставно предметите што ги изучуваат и самата атмосфера, самиот контекст, она што они се определиле родителите и учениците да учат во тие училишта и родителите да ги праќаат во таквите училишта, тоа не заговарам да се забрани, но тоа треба да си остане на една страна која што се занимава исламската и православната верска заедница. И тие да останат во доменот на верските заедници, а не вие сега да ги вклучите во државниот систем на образование, каде што вие дури вашиот досегашен образовен систем, односно световното образование, е на многу ниско ниво. Не знам како мислите да го унапредиме образованието, со тоа што ќе ги устоличиме религиските догми на ниво на световно образование. Ова е уште еден, мислам дека не е само аларм, туку едноставно е и проблем кој што во иднина, ако Уставниот суд не го спречи, во иднина мислам дека македонското општество ќе навлезе во подлабока криза на секуларизмот. Од тука апелирам овој закон да биде повлечен и баш ми е криво што Министерката за образование, како предлагач на овој закон, не е тука, навистина да ни образложи како ова не се коси со секуларизмот. Заменик министерот е никој ништо, мислам дека во Министерството. Од тука барам оваа точка да се повлече или да не ја поддржите, да има поширока дебата во однос на законот. Благодарам.